Почитувани, Зоран Заев вчера призна дека се сретнал со српскиот бизнисмен кој го слушнавме како кажува дека му дал 300.000 евра. Заев мора да собере храброст и да каже зашто ги потрошил овие изрекетирани пари. Иако имаме признание од Зоран Заев дека остварил контакт со бизнисменот Дака, јавното обвинителство молчи и не презема ништо. Обвинителството наместо да го викне Заев и Дака, за да ги земат нивните електронски уреди и да извршат вештачење, молчи. Со самиот факт што јавното обвинителство не презема ништо, иако има признание и од двете страни, доволно кажува дека истото е под целосна контрола на Зоран Заев и на мафијата на власт. Почитувани, правосудниот систем е заробен. Заев и во последните денови од власта на СДСМ прави се за да го наполни судството со своји блиски луѓе. Дали Зоран Заев спрема терен со лица во правосудството кои што утре, кога ќе треба да биде опозиција, ќе треба да му ги заташкуваат предметите и да обструираат истрага. Имено, на само 20 на дена пред избори, привилегија да бидат судии и обвинители добија Драган Јосифовски, син на Елизабета Јосифовска, обвинител во фамозното СЈО. Билјана Смаќовска, керка на Гордана Смаќовска, обвинител во организиран криминал. Билјана Иванова, снаа на Цетанка Иванова од СДСМ. Зоран Здравев, син на Киро Здравев, председател на Судскиот совет. Барлет Џафери, син на Талат Џафери. Кирил Георгиев, син на Наке Георгиев, судија во Врховен суд. Следува Ирина Спасовска, керка на Лилјана Спасовска, од јавното обвинителство на Република Македонија, се уште стои како активен член на управниот одбор на Академија за судии и јавни обвинители. Па, почитувани, дали ова треба да бидат новите послушници на Заеви? До кога судството ќе биде поле за намирување на партиските апетити на СДСМ? СДСМ покажа дека можат единствено повеќе криминал, можат повеќе корупција и можат само повеќе порази. Да ставиме крај на виткањето кишма, исправи се Македонија, одбери обнова. Ви благодарам на вниманието.